Кога сме кај најголемата зараза, која што еве денеска видовме опуката колку бргу се расширила, страшна работа, наистина, Ламех кој што е таму, која генерација ќе му дојде втора, трета, после Адам, да убива деца туку така, луѓе, мислам уште првите синови, знаете дека меѓу Каин и Авел се случува убиство. Страшни последици за кратко време. Кога сме, значи, кај таа зараза, рековме уште почетокот, така и ја почнавме оваа серија на предавања, дека гревот е можно да се победи. Тоа мора да го веруваме, затоа што ако не го веруваме, тоа ще тешко нас. Ке завршиме со се гревот, таму каде што Господ не сака. И тоа, еве што вели Откровение 3.21, еден стих од онаа порака до последната црква, до црквата во Лаодикеја. Откровение 3.21, кој што патем содржи многу во себе, значи кажува многу повеќе од колку што на прв поглед може да се види во овој стих, вели вака: на оној кој победува. И знаете дека така почнуваат на некој начин пораките до секоја црква. На оној кој победува ќе му дадам да седне со мене на мојот престол, тоа го вели Исус, како што јас победив и седнав со мојот татко на неговиот престол. Значи, кога зборуваме за победа, што нагласува овој стих? Дека треба да победиме како што тој победи. Така и ја насловив оваа тема, како што победи тој. Значи, кој ќе седне со Христа на неговиот престол? Оној кој ќе победи како што победил тој. Или со други зборови, со истото оружје, да кажеме, со истите методи, на идентичен начин. Ова само значи, само ќе се допреме до тоа едно време го зборувавме порано, дека тој Исус ги поминал истите искушенија, како и ние што ги минуваме. И имал исти средства на располагање за да излезе како победник во тие искушенија, во таа борба, немал никаква предност во однос на нас. И тоа ја допира онаа тема која што исто така е значајна да се свати, а која што исто така камен на сопнување во адвентизмот, дека Исус дојде и беше како човек на оваа земја во нашата човечка природа. Се разбира со разлики, со тоа што немаше склоности кон грев, зашто никогаш не направи грев. И Исус како човек ни го трасираше патот кон победата. И ако сакаме да победиме, мораме да се научиме од Него како тој извојува победа. Нешто од тоа поминавме, како што кажав, од претходниот материјал, но да видиме како Исус е извојувал победата. Ке се допреме сега пак до искушенијата, нема ова да ви биде повторување, се надевам, затоа што Јани неодамна зборуваше за искушенијата во пустината во Матеј 4 глава, но јас ке опфатам, се надевам, еден друг аспект, но ке започнеме во Матеј 3 глава и Исусовото крштевање. Знаете, Христос со душа чекал да започне неговата служба. Долго очекувал да започне таа негова служба, која што започнала кога? Значи, веднаш после неговото крштевање, всушност тоа е моментот, најавата за неговата служба, кога тој имал околу 30 години. Значи, долго чекал во однос на тоа што тој првите моменти, кога сватил што се бара од него и која е неговата служба, биле кога тој бил само дете, 12 години. Ке читаме сега од Копнежот на вековите, 78 страна. Вели цитатот: прв пат детето Исус го наблюдувало храмот. Знаете, тогаш кога се задржало во храмот, Исус се задржал во храмот, кога родителите го барале, ги видел свештениците облечени во бела облека како ја вршат својата свечена служба. Значи ја наблюдувал целата таа сцена во храмот.
доека се издигнувал облак од темјан пред Бога, тој се наведнал во молитва со другите поклоници, значи се молел заедно со нив. Бил сведок на впечатливиот обред на пасхалната служба. Од ден на ден се појасно го согледувал нивното значење, значењето на сите овие обреди. Секој чин, како да бил поврзан со неговиот живот. Видите, како дете, веќе почнал да размислува во тој правец, дека сушност тој е тој. Тоа е службата која што нему му е дадена. Во него се буделе нови стремежи, гледајќи го тоа, сваќајќи го полека, почнале да се будат во него нови стремежи. Тивок и задлабочен во мислите се чинило како да проучува некој голем проблем. И сега следува дел кај што вели, на Спасителот му се откривала тајната на неговата мисија. Значи, тајната на неговата мисија почнала Господ да му ја откри уште на 12 години, од овој момент, кој бил во храмот. И постепено, како што му се откривале детали од неговата служба, што се случувало во неговото срце? Се повеќе копнел да дојде моментот кога ќе започне со таа служба и да се даде себе си за патнатото и страдално човештво. Меѓутоа, нормално, како и секојаш послужен на Божиот план, чекал да дојде тој момент. Кога слушнал за Јован Крстител, за неговата служба, знаете, Јован Крстител крштевал на Јордан, знаел дека времето полека настапува. И знаем откако се крштевал, тоа е почетокот всушност на еден нов период во неговиот живот, ја осетил врз себе целата тежина на тоа што го чека. И ова ме потсеќа пак тоа што денеска го спомнав, кога јас излегував од таа школа, можам да кажам, пророчка школа во Шведска, затоа што беше налик на тие школи. Не знаев што понатака, што ме чека. Меѓутоа Господ ми даде знак, како што кажав денес, виножитото, знакот на неговиот завет, дека нема никогаш веќе да има потоп. Меѓутоа за мене тоа значеше сигурност дека Господ е со мене и дека тој ќе ме води низ мојот живот. Значи, ја осетил сета тежина на мисијата што го очекувала, знаел ни што би можел да помине, иако не знаел во детали, да се разбереме. Значи, Исус бил само човек. Во таа смисла, не можел да знае детали однапред се. Како што и ние можеме, јас обично велам, научив, порано највеќе ме интересира овие Данилови откровенија книги и нормално тоа се книги кои што треба да ги проучуваме затоа што говорат за последното време. Меѓутоа, некако почнав поинаку да гледам на нив во смисла не само пророштва, настани и така натаму, туку токму она што го прочитавме во 21 стих од 3 глава. Кој ќе победи? Тука е суштината. Ако ние не победиме, ние автоматски се најдеме на страната на зверот. Така да без разлика ако знаеме настани, зверови и така натаму, ништо од тоа нема да ни помогне. И ово сака да го кажам, оттогаш секогаш ја имам она голема слика, крупна слика за настаните што следат. Меѓутоа, не сакам, не ме дозволува нешто да се впуштам во детали, затоа што тука може многу лесно да влезете во шпекулации. Кој што често пати може би сте слушале проповеди по интернет или како и да е, па овој настан, па тој настан, па го поврзуваат со ова, со она. Да, точно е, некои настани имаат и декако врска со последното време, меѓутоа јас не се впуштам. Нешто не ми дава да се впуштам во детали. Крупната слика ја знам и тоа е тоа што ме води. Тоа е за мене доволно. И видите што вели понатаму во цитатот, тој, Исус, сето тоа го видел и го чувствувал. Но, неговата цел останала непоколебана. Значи, знаел низ какви се тешкоти и ќе помени во таа негова мисија, но останал непоколебан. Од неговите мишки зависело спасението на паднатиот род
и тој ја подал својата рака за да ја пофати раката на всеможната љубов. И тогаш во тие мигови, ако читате во копнежот, од неговите устни се зачула една искрена, силна молитва, каква што ангелите, вели Елен Вајт, никогаш порано не чуле. И еве што вели: никогаш порано ангелите не слушнале таква молитва. Тие имале топла желба на својот сакан заповедник да му донесат вест што охрабрува и утеха, но не. Отецот сам ќе одговори на молбата на својот син. Непосредно од престолот излегувале зраци на неговата слава. Небесата се отвориле и кога небесата се отвориле, се слушнал гласот кој што кажал: овој е мојот мил син или возлюбен син, кој ми е по волја. После таа Исусова молитва. И ова било, тој го осетил, ја осетил сериозноста на моментот во неговиот живот, таа пресвртница, тој почеток на неговата служба, неизвестностите пред него. И, како што кажав, генерално знаел што го очекува, меѓутоа не можел да знае во детали. Еве што кажува Елен Вајт во цитат исто од Копнежот. Христос потполно бил ослободен од своето јас, така што не правил никакви планови за себе. Ги прифатил Божите планови, што му ги одредил и што му ги откривал Отецот секој ден. Значи, секојдневно полека Отецот му ги откривал плановите и тој ги прифатил тие планови. Ништо не планирал за самиот себе. Знаел која е неговата мисија, веќе е свесен и нормално ја творил Божјата волја, како и секојаш, целиот свој живот. И ние, вели Елен Вајт, треба да зависиме од Бога, така што нашиот живот едноставно да биде исполнување на неговата волја. И во нашиот живот исто така, Господ не ни открива се одеднаш, па и не можеме ни да носиме. Туку постепено, ден за ден, ден за ден. И замисли сега, почнала неговата служба и целиот во исчекување, како што нели еве ќе излезете од некоја теолошка школа и сега сте целите во исчекување, што понатака, и едва и чекате веројатно, не знам, да се ставите во служба на Бога, да проповедате, Господ да ве однесе таму среден народ, да, или не знам, во црква, да бидете пастор, не знам што, и целиот тој во исчекување ќе се најде одеднаш на место, односно ќе биде повикан од Светиот Дух на место кај што нема жив човек. И може би си рекол, има ли ова смисла воопшто се? Каков е овој почеток? Исто како и за израелците минатиот пат што зборувавме. Излегле од Египет, сите со огромни очекувања и одеднаш сега Господ ги става во мат ситуација, во безизлезна ситуација, безнадежна ситуација пред Црвеното море. Но сето тоа било во Божиот план. Какво било тоа чувство? Замисли си. Сето тоа што Исус го доживеал тогаш во пустина, 40 дена, без леп и вода. Иако во второто ми е тешко да го разберам, меѓутоа тоа е Божја сила. Не сум пробал ни ова првото, нема потреба и не треба, меѓутоа, ајде без храна, ама без вода 40 дена, па тоа дехидрираност до даска, мислам, не можеш да преживееш, ама со Божја помош секако. За Мојсија исто така, нели, се вели дека поминал 40 дена без вода и леп. Поминале како поминале тие 40 дена и сега навршуваат тие 40 дена и доаѓа ѓаволот, го чувствува моментот дека ќе го сруши Исуса. Слаб и исцрпен од гладот, премален и измачен од душевен очај, лицето му беше во толкава мера нечовечки обезобразено, што со својот изглед не личи повеќе на човек. Ова е цитирано од Исаија 52:14. Настапил мигот на сатаната. Сега предпоставувал дека ќе може да го победи Христа. И сега се води тука тешка борба, нема ја се задржувам сега на секој искушение, но борбата, знаете ли, на која основа е? Ѓаволот е тој кој што сака да ја поколеба
верата на Исуса во Божјето Слово, и тоа на кој начин? Преку околностите, преку она што го гледаат неговите очи, преку она што го регистрираат неговите чувства, значи повторно она што минатиот пат го спомнавме. Тие два сведока. Што ќе преовладее? Дали тоа што го гледате, а цело време гледа пустина, гладен, жеден. И видите сега како мајсторски ѓаволот ќе му пристапи. Еве сега овој е еден нов момент, можеби, ако не сте го забележале, а можеби некој веќе го забележал, но за мене беше прилично нов момент. И не било воопшто лесно за Исуса, затоа што ѓаволот не му се покажал, ико тој не е таков, меѓутоа, еве да кажеме, како што луѓето го представуваат со рогови и со опаш, што не знам што. Туку му дошол како, што? Како убав светлосен ангел. Кој што дошол со порака за Исуса и тврде дека носи порака од Бога, од небото. Видите што велелеме? Како да му носи одговор на неговите молитви. Овде му пристапил на Спасителот некој сличен на небесен ангел. Тој тврдел, ѓаволот, дека има налог од Бога да објави оти Христовиот пост е завршен. Бог пратил ангел, значи тој е тој, да ја задржи, подосно ќе прочитаме во другиот цитат, малку одам пред себе. Значи, Бог пратил ангел, сега му се представува како ангел на Исуса, кој што носи порака од Бога, и сега го подсетува, вели, Бог пратил ангел да ја задржи раката на Аврама, да не го жртвува Исака. Сеќаваме на тој момент. А сега, задоволен со Христовата подготвеност да појде по патеката испрскана со крв, Отецот пратил ангел да го избави и него, таква вест му е донесена и на Исуса. Дали читаме меѓу редови, дали сваќаме што ѓаволот му порачува овде. Еве, ако не е јасно, уште еден цитат од Review and Herald, овој беше претходно од Копнежот. Уште појасен е овој другиот. Веднаш штом долгиот Христов пост во пустината завршил, сатаната бил спремен да го искушува. Му дошол на Христа прикриен во светлина, тврдејќи дека е еден од ангелите кој доаѓа од Божиот трон, кој бил испратен за да сочувствува со него и да го ослободи од неговите страдања. Вели, тој се обидел да го наговори Христа да верува дека Бог од него не барал само пожртвуваност и страдања. Со други зборови, Господ не бара од тебе крст. Дека тој бил испратен до небото да му донесе порака дека Бог сака само да ја испроба неговата подготвеност. Тоа што Христос дошол до тука, 40 дена, страдање во пустината, глад, тоа е доволно за Бога. Сатаната му кажал на Христа дека требало само да појде по попрсканиот со крв пат, но не и да оди по него. Значи, доволно е. Тука, на почетокот, понатаму, нема потреба. Исто како и Аврам, тој бил испробан да ја докаже својата послушност. Исто така му кажал дека тој е истиот оној ангел кој му ја фатил раката на Аврама за да не го заколе својот син Исак. И дека сега е дојден да му го спаси животот и дека не било потребно да го доживува ова болно гладување и да умре од глад и дека тој е тука да му помогне да го понесе овој дел од планот на спасението. Вау, каква лукавштина, значи. А замислите си го Исус, прегладнет. И сега овој му се прикажува како светлосен ангел и му вели, јас сум пратен од Бога, од Божиот трон, да ти донесам, да те успокојам, да ти помогнам да го поднесе сето ова, да ти кажам дека постот е завршен и дека Господ, со тоа што ти си покажал спремност, еве како Аврам, исто, Аврам доволно покажа спремност дека е дури во состојба да го жртвува својот син и Бог рече, нема да го правиш тоа, сега знам дека се плашиш од Бога, како беше, да. И истото тоа, Бог го гледа кај тебе, доволно е. Ти ја покажа спремноста и толку, тоа е крајот. И нема потреба да страдаш, твојата жртва е примена и паднатото човештво веќе е спасено.
И сега на очи на Исуса тоа му изгледало логички, знаете, и гладен, и јас кога ќе се сетам на некои мои постови, поготово на почетокот, иако не сум нешто многу сјаен и во последно време, тоа е тоа проблем на апетитот. Меѓутоа се навратам на тие први постови кои сум се обидувал да постам, леле човече, едва сум гледал у саатот, вака последните неколку сати да поминат тие 24 часа и да седнам на маса. Се смешкате, веројатно сте имале слично искуство за тоа. И сега замислите си, 40 дена да не сте ставили ништо во уста. И ова треба да го имаме на ум. Значи, без разлика човек колку е обратен, човечката природа е таква, не сака да страда, да поднесува страдање, да пати. Таква е човечката природа. И сега Исус во таа човечка природа ги поднесува сите тие страдања во пустината. И не само ова, токму во овие мигови, ѓаволот ќе му рече, значи му пристапува и тоа прво искушение, ако си Божи син, и кога гледаме дека од списите на Елен Вајд искушението почнува многу предходно, каде што тој му се представува како Божи ангел, со порака. Ако си Божи син, сега му вели, каже овие камења да станат лебови. И видите понатаму коментарот што вели. Кога сатаната и Божиот син прв пат се сретнале во борбата, знаете уште на небо, Христос бил заповедник на небесните војски, и сатаната, водач на бунтот на небото, бил истеран. Сега немате состојба очигледна променета. И сатаната го користи своето привидно предимство. И видите што вели сега. Еден од најмокните ангели, кажува сатаната, бил истеран од небото. Самиот за себе зборува. И сега му се обраќа на Исус и му вели цитатот: Исусовата појава во пустината укажува на тоа дека токму тој, Исус, е тој паднат ангел. Заборавен од Бога, оставен од човекот, божественото суштество би можело да ги подкрепи своите тврдења со некое чудо. И затоа му вели, ако навистина си Божи син, заповедам на овие камења станат лебови. Таквиот чин на творечка моќ, му вели искушувачот, би бил убедлив доказ за божествената природа и тој би ја окончал борбата. Со други зборови, што му вели овде сатаната? Вели, јас сум тој гласник од небото, кој што носи порака. Меѓутоа, јас морам да се осигурам да видам таа вест, да му ја однесам на вистинската личност. А ти овака на ова пусто место, овака изнемоштен, мене ми личиш ти на оној паднатиот ангел кој што е исфрлен од небото. И дури ако се погледнеш и самиот на што личиш, прочитавме погоре, не личил на човек, дали и ти си сигурен дека си Божи син? Воопшто. Затоа, сега сваќаш дека морам да те ставам на проверка, да те проверам, да се уверам да не направам грешка. Затоа ми е потребен мал доказ. Значи, ако си Божи син, ајде сега, како што си гладен, таман, ќе заврши твоето страдање и така натаму, направи од овие камења лебови. И се ќе заврши. Дали ја сваќаме и троштината, мајсторијата на тоа како ѓаволот му приоѓа на Христа. И вака сега, преку светлината на Духот на пророштвото, многу посилно го гледаме ова искушение, кој што му било наметнато на Христа. Не е толку едноставно, не е само апетитот во прашање. Се направил ѓаволот за да ја сруши неговата доверба во Божјето Слово, Исусовата доверба. И сега одиме уште кон последниот цитат од Копнежот, кој вели вака: зборовите од небото, ова е мојот мил син, кој ми е по волја, во Матеј 3:17, кој што ги читавме. Се уште одзвонувале во уште на сатаната. Елен Вајд вели дека сатаната бил присутен тука. Сатаната бил присутен на крштавањето Христово. Меѓутоа, тој решил да го натера Христа да не верува во ова сведоштво.
Тоа е целта. Да не веруваме. Ѓаволот така не куши нас, да не веруваме во оно што Бог го кажал. Да не му веруваме на Божиот глас. Божиот глас од небото за Христа бил доказ за неговата божествена мисија. Дошол да живее како човек меѓу луѓето и тој глас ја објавил неговата врска со небото. Цел на сатаната била да предизвика кај него сомневање во тој глас. И сега вели, ако може Христовата доверба во Бога да се разниша, и во Божиот глас, и во Божиото Слово, сатаната знаел дека победата во целокупната борба ќе биде негова. Тука е клучот. Ѓаволот цело време со нас така се труди, тоа го прави и така не бутка, кога ќе ни расколеба верата во Божиото Слово. Преку околностите, преку она што очите го гледаат, така работи на нашите сетила. Би можел, вели, да го победи Исуса. Се надало дека Христос под притисок на потиштеноста и преголемиот глад, значи сите тие околности, ќе ја загуби верата во својот Отец и дека ќе стори чудо себе си во прилог. Односно, што ѓаволот му го понеда, да направи, значи, леп од камењата. Ако го стори тоа, планот на спасението ќе биде скршен, уништен, уште тоеш. Страшно тешка борба за Исуса, но слава на Бога, тој победил. А како победил? Како што тој победил, мора и ние да победиме. Само со вера во пишаното Божие Слово. Пишано е, пишано е, пишано е. Не се откажало тоа. Цел живот бил воден од Божието Слово. Кој што е патем вечно, се друго ќе пропадне, но Словото Божие останува. А мора пак да нагласиме, да кажеме дека, нали, тие ветувања, за кои што треба да се фатиме со вера, тоа е Слово кое што е вечно и Бог кога ветува не лаже, тој тоа што го кажал, тоа ќе го исполни. Тоа е нашиот Бог. Треба да се фатиме со вера за тие негови ветувања, за неговото Слово секогаш и така ќе победиме. И навистина, гледајќи го примерот на Исус, можеме да кажеме дека никој не бил подложен на вакви силни искушенија како тој. Не само што бил кушан како и нас, туку над тоа. Значи, и токму повторно ќе нагласам во тој правец, да поверува на очите, на околностите и да се откаже од верата. Но тој успеал и не обезбедил пат и на сите нас, за да ние можеме да успееме. Уште еднаш Откровение 3:21. На оној кој победува, ќе му дадам да седне со мене на мојот престол, како што и јас победив и седнав со мојот татко на неговиот престол. Неверојатна привилегија ќе има секој спасен. Да седне на престолот со Христа. Но, до таму, останува онаа борба во животите на секој од нас и таа привилегија ќе може да има само оној кој што ќе победи како што Христос победи. А тоа е можно. Токму тоа е целта на целото тоа предавање, да се покаже дека е можно. Фатете се за Божието Слово и само така можеме да ги пребродиме и сите овие неволи во кои што се наоѓаме, иако тоа се почеток на страдањето. Така вели Матеј 24. Иако пак ќе кажам дека ова не е помор како што Библијата вели помор, иако има, за жал навистина, мнозина и наши блиски починаа, и ситуацијата не е наивна, мада сега друго прашање тука, како починале, од што починале и сите тие работи и манипулации кои што се случуваат, тоа еден ден, ако треба Господ да го открие, ќе го открие, но нам тоа толку и не ни е битно. Треба да се држиме за Бога и за Неговото Слово, како што кажав, само така ќе можеме да успееме низ секакви неволи. И ако го споредиме ова, околу нас што се случува со некое си Црвено море, споредбата, ќе кажам, не е соодветна. Може би е некоја бара, налик, на бара. Далеко од Црвеното море, црвени мориња допрва ќе има пред нас.
Но затоа треба да се научиме, значи, да не гледаме, да не веруваме на оно што очите го гледаат, туку да се подпреме со вера на оно што Бог го вели. А Господ, како да ве подсетам на еден цитат од минатиот пат, оној кој што сака да му служи на Бога, да ја твори неговата волја, Господ, значи нема ситуација во неговиот живот да се случи кое што Господ не ја предвидел. Таква сигурност треба да имаме. Или оној цитат, кај што вели, кога ние би го знаеле крајот од почетокот, би рекле, Господе, терај така како што тераш. Затоа што крајот е нашето спасение. Сега, до спасението треба да поминеме низ црвени мориња, и низ Јордан, и низ, не знам, тесни клисури, тесен пат, трнлив пат и така натаму и така натаму. Но тоа е потребно. А на целото тоа патување и патешествие да се држиме за Бога и така ќе успееме. Нека му е слава нему. Амин.